Излезе новата уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата и максималните износи и начините на директните плаќања за 2019 година. Има одредени измени во споредба со програмата за директните плаќања од минатата година, но во однос на оризопроизводството, кое што е карактеристично за нашиот регион, од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Кочани, истакнуваат дека и оваа година продолжува мерката за произведена и предадена оризова арпа во преработувачки капацитети, со новина дека оризот е издвоен од другите култури, со што се зголемува и висината на поддршката. Корисници на оваа мерка за директни плаќања за произведена и предадена оризова арпа од реколта 2018 година од домашно производство во регистрирани откупувачи се земјоделски стопанства кои имаат остварено производство од оризова арпа од реколтата 2018 година, а ќе го предадат во регистриран откупувач или во собствен преработувачки капацитет запишан во регистарот на откупувачи и се корисници од подмерката 1.1 согласно програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година за количините кои се произведени и предадени во периодот од 26 декември 2018 година до 25 април 2019 година, за количини кои не надминуваат 5,5 тони по хектар, значи висината на директните плаќања изнесува 5 денари по килограм. Значи ова е само продолжение на мерката. Накнадно земјоделските производители ќе бидат обвестени во кој период ќе можат да ги поднесат барањата во подрачната единица, значи ќе се однесува за периодот на предадена оризова арпа од 26 декември 2018 до 25 април 2019 година. Исто така сакаме да напоменеме дека за прв пат оваа година успеавме во соработка со Министерството за земјоделство оризот да го издвоиме од останатите полиделски култури и за оваа година во оваа програма се зголемува и висината на поддршката за оризот. Така висината на поддршката за оризот ќе изнесува 18.000 денари по хектар без семенски материјал и 25.000 денари за ориз со семенски материјал. Значи тоа е една од новините. До сегашната субвенција за ориз беше 600 денари. Значи од сега натаму ќе биде 1800 со 18.000 со 25.000 денари по хектар. Корисниците дополнително ќе бидат известени каде и кога ќе може да ги поднесат барањата, додава Миладинов.